Почитувано ве поздравувам, посакувам добро утро, здраво Македонија и ве поканувам да останете со нас, да го проследите разговорот кој што денеска ќе го имам со мојата драга соговорничка Сузана Турунџиева, со која што ќе позборуваме на малку поинакви теми, онако што таа го работи секако, но и дополнително ќе ни сподели едно многу убаво искуство со еден инструмент кој што има исцелителна моќ, но зошто и на која фреквенција всушност работи ќе ни раскаже токму таа. Сузе, добро дојде во Здраво Македонија. Добро утро, Верче, драго ми е што ова утро сме заедно и голем поздрав до гледачите на вашата утринска програма. Така, малку понеобичен разговор ќе имаме денеска, можеби малку поинаков од она кое што можеби гледачите и јавноста се навикнати да го зборуваме, но токму тоа е целта. Но ајде, како што е редот, најнапред да прашаме како започнуваат утрата на Суза. Па речи си, сите утра почнуваат и крајот на денот секогаш завршува со музика. Јас се трудам да станам барем 10 минути порано од вообичаеното. За среќа брзо се подготвувам и сум утрински човек, ги сакам многу утрата, посебно ги сакам кога ми почнуваат со музика, така да уште од претходната ноќ овој инструмент е паркиран некаде десно, односно во левиот агол од мојот кревет каде што спиам и само го повлекувам, ја станувам, го повлекувам према мене и првиот контакт ми е со него, не ми е со телефонот, не ми е со некогаш и тоа го правам пред да звони телефонот. Така да мали вежби на разгибување, на раздвижување во кревет и потоа се префрлувам на него и тоа ми е стартот кој ми го прави денот убав, осмислен, полн со енергија, полн со радост и полн со насмевки кои во ова сиво секојдневие некогаш ни отсуствуваат. Така, тоа се забележува и навистина по твојата енергија, она како што зрачиш. Го спомнавме инструментот, да ни раскажеш, ете, како функционира на она 430 Да, и што е всушност специфично за овој инструмент кој што има таа исцелителна моќ? Да, ова е еден од ретките исцелителни инструменти кој што вибрира на 432 Hz. Тоа е фреквенцијата на која ни работи срцевата чакра и на која вибрира универзумот. До некоја си 41 година во минатиот век, целата музика била наштимана на 432 Hz, меѓутоа кога на политичката сцена се појавил Хитлер и неговиот тим, неговиот познат по злосторства министер за пропаганда, имал за цел да ја поттикне нетрпеливоста и агресијата кај луѓето и на негова наредба целата музика и сите инструменти се прештимани за 8 Hz повисоко, така да денеска многу ретко 440 Hz се воглавном комерцијалните инструменти денеска, така да ваквите инструменти кои што вибрираат на таа 432 Hz фреквенција многу ретко се наоѓаат и се многу тешко достапни. Јас цела деценија наназад се трудев да дојдам до нив и како велат, внимавај што ќе посакаш, ќе ти се оствари. Бев упорна и најдов начин како да дојдам до овие инструменти и вистински ја почувствував придобивката од нив и 2-3 години ги чував себично за себе, да видам дали тоа вистина ќе делува на мене и на оние околу мене, потоа сватив дека многу е себично да не го споделам тоа со другите луѓе, барем со оние кои ја препознаваат мојата енергија и кои знаат дека никогаш комерцијално не сум сакала само да се бавам со нешто и јас сум всушност и колекционер на некомерцијални инструменти кои што ги нема ниту во формалното музичко образование и сакам да експериментирам со тие звуци и да истражувам како тоа делува на мене, како што и човечкиот глас има исцелителна моќ. И групното пеење знае и тоа како да подигне, да разведри, да даде една сила, токму и тие исцелителни инструменти ја имаат истата моќ. Се големувајте интересот ни за овие 2 години за жените кои што сакаат да бидат дел од хорот? Да, огромен е интересот, веќе имаме и трета група која се пополни, иако јас не размислував дека ќе формирам ниту втора, ниту трета група, меѓутоа јас не сум човек кој разочарува, барем се трудам да ги усреќувам луѓето и кога ќе добивав пораки цело лето, дали може да се приклучам на хорот, ќе има ли место за мене, многу сакам да бидам дел од вас и тогаш сватив дека јас не смеам да ги одбијам и токму затоа создадов уште една трета група. И дека имаш една друга мисија со тоа. Точно, сите се раѓаме со конкретна мисија, иако мене ми е малку напорно и
се трудам секојдневно да им ги научам имињата, да ги научам, да им посветам внимание, бидејќи сите ние таму доаѓаме не само за да пееме, туку за да разменуваме добра енергија и да се бавиме покрај музиката, да се бавиме и со хуманитарни активности и секоја од нив би сакала да знам што работи, какви се нејзините вештини дополнителни и навистина препознав толку вешти жени, толку креативни жени со кои еве ќе се подготвуваме од сега веќе за новогодишниот базар да создаваме нови креации и да обезбедиме средства повторно некаде да бидеме поддршка. Така и да споделувате таа среќата, како што велате, нели, колку што повеќе ја споделуваш среќата и љубовта, толку е поголема и за тебе самиот. Може ли да не освириш сега малку да слушнеме на овој инструмент, како всушност се звучат тие 432 мегахерци? Да, верувам дека и вас ќе ве смират. Еве јас малку ќе се обидам нешто да ви isвирам. Сузе, ти благодарам многу што еве ги сподели сите овие информации со нас, со сето она кое што ете ти го исполнува денот, животот, кое што не само што ти го исполнува, туку и ти кој што го споделуваш со твоите блиски, па и со соработниците. Посакувам многу успех во она кое што го работите. Ви се радуваме на сите концерти кои што ни ги правите и да се гледаме за убави работи. Така, ти благодарам премногу, поздрав до сите гледачи и ве поканувам на концерт.